Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во уште едно ново издание на Колосек. Во вечерашната емисија ќе зборуваме за реализираните проекти во изминатата 2016 година на првата детска амбасада во светот Медјаши, како и за проектите кои што ги планираат за оваа 2017 година. На оваа тема ќе разговараме со Катерина Конеска и Розе Василевска од Медјаши. Добре дојдовте. Добре најдовме. Како што споменав, значи ќе опфатиме, не опфаќаме еден проект на првата детска амбасада во светот Медјаши, туку повеќе проекти и она како сте ја поминале работно 2016 година. Па еве на почеток генерално да земеме според вас и вашата работа, како ја оценувате 2016 година? 2016 година ја оценуваме како година која што беше исполнета со многу активности во насока на спроведување на редовните програми и проекти кои што ги имаме, како и спроведување на застапување, лобирање и реагирање секогаш кога ќе проценевме дека одредено детско право е повредено, прекршено или загрозено. Па така 2016 година ја одбележавме со директна работа со 11 градинки во Република Македонија, односно директна работа со децата, воспитувачите, родителите, нивните семејства. Исто така одбележавме со една кампања која што спроведовме под назив Мирот е секој чекор, со која што сакавме да се доближиме до што поголема број од популацијата и да ја доближиме оваа тема и до нив пренесување оваа порака. Работевме и со децата мигранти кои што беа сместени во некои од прифатните центри, односно камповите. Работевме на одговорното родителство, односно повикувавме и поттикнувавме на одговорно родителство. Работеше СОС телефонот 0800 1 22 22 и низа други активности со кои што, како што споменав, ќе проценевме дека е секогаш потребно тоа во интерес на детските права. Одбележавме повеќе значајни датуми, поддржавме неколку граѓански иницијативи. Едната иницијатива е за заедничко старателство по разводот на родителите, значи да имаат заедничко старателство при одгледувањето на децата. Поддржавме иницијатива за измени и дополнување на Законот за средно образование, со кој што се дава можност децата да учествуваат при донесување на одлуки во средните училишта кои што се од нивно значење. Значи, генерално кажано со доста, успешно и со многу активности. Така. Една од активностите проект кој што го спроведувате нели години наназад, по повод празникот или новата година, изработувате новогодишни честитки со чие купување се донираат средства. Колку време го спроведувате овој проект и за кого се наменети овие средства кои што се обезбедуваат нели со купување на новогодишни честитки од Медјаши? Така, со купувањето на новогодишните честитки, граѓаните, компаниите, институциите кои што ќе ги купат, помагаат во работата на спроведувањето на активностите на детската амбасада Медјаши, првенствено на СОС телефонот. Забележуваме интерес од страна, значи, на компаниите, на општествено одговорни компании кои што купуваат честитки, има и граѓани индивидуално кои што купуваат честитки и или оно е на чувство кога некој ќе ви испрати честитка или самото чувство кога подготвувате честитка за некого кој ќе напишете со порака, се уште не ги заменува оние, да кажам, нови електронски честитки кои што стануваат во последно време се повеќе актуелни. Моментот дека некој одвоил време во ова динамично време на живење, да испрати порака, како и моментот кога оној што добива честитката ќе прочита таа порака е нешто што е сепак незаменливо. Така, значи чувството нема да се замени, не се заменило, нема ни да се замени, предпоставувам, но колку се купуваат овие честитки во последниве неколку години со оглед на тоа што нели
електронските честитки се сега во тренд, а овие како малку да ги подзаборавија граѓаните. Да, како што споменав, има заинтересирани и граѓани и компании кои што ги купуваат честитки, кои што ги купуваат честитките, и ние како организација сме им особено благодарни затоа што со купувањето на честитките, освен што нели го споменавме оној момент каде што одвојуваме некој момент за да се посветиме посебно на некоја особа на кога што ја испраќаме честитката, благодарноста оди и кон граѓаните, кон тоа што со купувањето на честитките се донираат средства и ги поддржуваат директно активностите што ние како организација ги спроведуваме, а се нели во интерес на децата. Така. Еден од проектите кои што го реализиравте во 2016 година беше мировното образование. Што работевте, господја Роза, еве ќе ни кажете вие малку повеќе за овој проект, што работевте на овој проект во 2016 година? Бројни беа активностите? Така, овој проект само сакам да кажам дека е започнат од 2011 година и полека се вклучувани најпрво неколку средни училишта широм Македонија, како што е од Виница едно средно училиште, па од Костивар, од Тетово и 2-3 од Скопје. Со вклучувањето на тие училишта започна обуката или едукацијата на наставниците кои се вклучени во самиот проект Мировно образование. Во воспитно-образовниот процес во училиштата со години се чувствуваше потреба од ваков еден проект кој што се надевам дека еден ден можеби ќе стане предмет кој што ќе се реализира во наставата во училиштата во воспитно-образовниот процес, бидејќи ние недоволно како наставници, јас сум конкретно учителка во основно училиште, не посветуваме доволно внимание на тоа, на мирот, на образование за мирот, на култура за мирот, и заради тоа се чувствува тој недостаток кај младите како еден хендикеп кој што после резултира со такви проблеми кои што ги слушаме дека се случуваат во последно време, а и пред тоа нели имаше многу тепачки конфликти меѓу средношколците посебно, каде што постојат различни етнички групи. Сега, значи, целта на овој проект е да се научат младите преку наставниците, нели, кои што се едуцираат со овие предавања, со овие работилници, да се едуцираат младите како да научат меѓу себе подобро да комуницираат без насилство, значи да имаат добра комуникација или мировна комуникација, потоа младите да можат да се навикнат на соработка, на тимска работа, како да си помагаат, како да прават некои хумани цели, се на се да се движиме кон подобрување на едно подобро и поквалитетно општество во кое младите луѓе ќе делуваат и ќе бидат пример за мир. Еве, вие споменавте нели дека сте оделенски наставник, најдобро и најубаво знаете како младите го прифаќаат учениците, како го прифаќаат овој проект во училиште. Сега јас работам во основно училиште, нели, Јана Москоменски тука во Скопје. Ние влеговме како во вториот дел, во втората фаза на ова училиште, зашто во првата фаза нели беа средните училишта и после рековме ајде да видиме сега и во основните училишта како ќе биде. И кога дојде во основните училишта се почувствува дека уште подобро е што влезе кај помала возраст на децата и заради тоа после тоа резултираше со едно такво сваќање дека сега можеби во градинките пак е време да влезе исто така образованието за мир, што порано во раниот детски развој образованието да стане дел од мислењето, од предрасудите, од размислувањата, од свесноста, будење на свесноста кај тие деца. Во моето училиште конкретно ќе кажам дека кога ги пуснавме првите работилници за мир, некако децата беа малку изненадени зашто нели не е било вообичаено до сега такви работилници, такви некои предавања да имаме, па после тоа изработки различни, правевме ликовни литературни конкурси, па изложба на тие цртежи, па песни за мирот, па изработувавме алки за мирот. Еве сега непосредно дојдоа пред неколку дена кај нас во посета, значи екипа од Мегаши дојдоа на една таква манифестација да видат како тоа ние спроведуваме такви активности на овој проект и беа многу пријатно изненадени, а и децата многу сакаат образование за мир. Па тоа е нешто вродено, мислам, на човекот да сака да живее во мир и да го споделува мирот на секаде околу себе, е наше постоење, наша природа. И сега секогаш кога ние бегаме од таа природа, тоа не прави среќни и исполнети. Заради тоа мислам дека ова е многу клучен момент да се воведува вакво образование. Се нешто ние друго учиме, само можеби не ги учиме вистинските вредности. А мирот, среќата, радоста се тие универзални вредности кои што од секогаш биле и треба и понатака да се негуваат. А како ако не преку воспитно-образовниот процес во образованието, во училиштата. Така, споменавте дека започнавте со проектот во средните училишта, па се навративте малку наназад во основните.
Па уште наназад и во градинките. Да, така. Така, кате работевте и во градинките, значи од највисоко кон најниско тргнавте. Така. Каква беше работата со градинките, со најмладите? Работевме и во градинките преку програмата Партнерство за помирување преку ран детски развој и образование во Европа или со скратен назив ПРИСИД. 4 години работевме во градинките, работевме со 11 градинки во Република Македонија, каде што се спроведуваа прирачници, се пилотираа прирачници кои што се спроведуваат директно во работата со децата, прирачници кои што третираат теми од областа на градење на мирот, почитување на различностите, толеранција и слично. Кој резултатот на таа работа произлезе еден национален прирачник, односно подготвивме прирачник за нашето поднебје, односно за потребите на нас како општество, односно адаптиравме оние прирачници кои што ги пилотиравме и ги применувавме, согледувајќи го целиот процес и резултатите кои што произлегоа. Тие активности ги адаптиравме на нашите потреби и веќе во завршна фаза е тој национален прирачник кој што се надеваме дека ќе биде помагало за успешно, значи помагало за сите воспитувачи кои што работат во градинките, за да може да продолжат со работата на овие теми со децата во градинките. Инаку на метода која што користевме, алатка, се персонализирани кукли кои што сме ги донесли кај вас, значи во студиото во една од претходните емисии, така, каде што преку секоја имаше 4 кукли во еден сет, секоја кукла имаше своја личност, токму затоа значи називот персонализирани кукли. Али, Ајше, Александар и Јана беа називите на куклите кои што воспитувачите вклучени во програмите сами преку процес на гласање ги ставија имињата на овие кукли. Секоја кукла имаше свој лик, каде што им се доближуваше на децата кои што се во групите. Идејата беше доколку се сака да се представи одредена различитост која што постои кај луѓето или кај децата, тоа да се направи преку оваа персонализирана кукла со цел да се избегне стигматизирање на некое детенце кое што е со таква различност во групата, а сепак на децата да им се доближат различностите и да се поттикне прифаќањето и почитувањето на сите оние кои што се поразлични од нас по било кој основ. А ние сите сме различни по различни карактеристики. Она што е особено битно во оваа програма и на кој што сметаме дека е значително постигнување како организација, тоа што ПРИСИД програмата е прифатена во годишната програма за 2017 година од страна на владата, е ставено во годишната програма и со тоа што сметаме дека е добро што ќе има можност сите градинки да, доколку сакаат или доколку сметаат дека е потребно да ја применуваат во својата секојдневна работа, дополнително преку овој прирачник кој што, како што кажав, е во завршна фаза и очекуваме да биде прифатен од страна на надлежните институции, да се понуди како помагало на воспитувачите кои што работат во градинките. Така, јас верувам дека сите градинки би сакале да работат на оваа програма, нели, да ги учат малите на мир, на соживот, на толеранција, значи нешто што го нуди овој проект. А како беше прифатен проектот и кампањите од страна на институциите? Кај со институциите исто така имавме добра соработка и се уште нели имаме во оваа насока. Ние секогаш при спроведувањето на активностите покануваме представници од соодветните надлежни институции, Министерството за труд и социјална политика, Бирото за развој на образование, со неколку општини исто така. Имавме продлабочена соработка, така што задоволни сме што и расположението и отвореноста за соработка од нивна страна секогаш постоеше и самото тоа што е тоа, значи стана составен дел на програмата е еден вид на сведоштво за добрата соработка. Со оглед на тоа што овој проект веќе и официјално заврши во 2016 година, очекуваме и работиме на тоа да обезбедиме одржливост на програмата преку директна соработка и помош и поддршка од страна на локалните самоуправи, затоа што сепак она што го работиме е пред се директно наменето за децата
воспитувачите и семејствата на децата, нивните родители директно во средините во кои што работиме. Така, значи останува простор повторно да има реализација на активности кои што се дел од проектот. Така, токму така, значи останува простор, можеби не во таа форма во која што беше во изминатите 4 години спроведувано, меѓутоа во одредени сегменти за кои што ќе процениме, за кои што ќе има поддршка, останува значи отвореноста за помош, поддршка и соработка. Така. Како реагираа младите кога спроведувавте некои активности кои што се дел од проектот или пак предавања кои што се исто така дел од проектот за мировно образование? Го прифаќаат ли тие лесно тоа? Така. Децата во градинките беа расположени, барем од она што ни беше кажано, така, и особено со персонализираните кукли, значи од она колегите кои што одеа директно на терен во градинките, потоа од искажувањето од страна на воспитувачите, дури и одредени позитивни примери кои што тие ги споделија со нас, забележуваме дека навистина е прифатена. Затоа како децата, например, во основните училишта, може подетално да ни каже, затоа што работи директно со нив на таа тема. Така, како го прифатија овој проект, предавањето и активностите? Минатата година имав друга генерација, нели ги доводив тие деца минатата година, сега од оваа година имам првачиња, ќе зборувам нели со тие деца претходната генерација, кај нив влезе проектов, како ја прифатија. Значи, воодушевено го прифатија овој проект и оваа кампања, затоа што навистина децата се сретнаа со некои теми за кои што не се говори, ретко се говори дома или некаде на друго место, и сега во училиште на таков еден стручен начин, каде што убаво им се презентираат, им се кажуваат тие работилници спроведени така без некоја сила, без нешто да биде натурено, туку многу спонтано, низ игри, низ изработки, низ цртежи, низ песни, низ разни дружења, соработки, толеранци и така натака, го прифатија многу убаво. И сега тоа почна да зема се поголем замав во училиштата, се прошири кај одредени колеги кои што сакаат да влезат само иницијативно во проектот и да работат нешто со своите деца. Еве сега кога ви кажувам, кога беа на посета од Мегеши, толку има изработени добри паноа со такви убави изреки за мирот, дека мирот е среќа, мирот е радост, мирот е среќно дете и така натаму и така натаму. Алки на мирот се плетеа во канцеларијата, во наставничката канцеларија неколку часови, можам да кажам, 2-3 цели часа се плетеа. Училишниот психолог Елизабета Ивановиќ им покажа како тие алки се плетат и тука беа вклучени повеќе деца и од повеќе етнички групи, деца со посебни потреби и така натака, за да на некој начин и практично нели се покаже тоа дека сите ние имаме некакви разлики, но тие не треба да ги забележуваме, не треба да постојат, не треба да имаме никакви предрасуди кон тоа, туку треба сите да живееме во еден живот, во еден соживот, во мир и така да ја осетат предноста мир, што конкретно таа значи. Мислам дека понатака уште поголем замав ќе има овој проект и оваа кампања ќе се шири, децата со воодушевување кажуваат на другите за овие поминати активности што ги имале и после се пројавува интереси кај останатите паралелки. Јас верувам дека за брзо време целото училиште многу повеќе ќе се среќава и ќе работи на тие теми за мирот и еден ден ќе станеме училиште на мирот. Така. А што е со средношколците ката? Они се како најпроблематична група во однос на тепачките, на такви некои како да ги наречеме некои кои настануваат гужви или при користењето на јавниот превоз. Значи какви се тука прифаќањата од страна на средношколците за овој проект? Така. Оваа програма се спроведува во неколку средни училишта во Република Македонија од страна на професорите, затоа што работиме директно со професорите, а потоа и со учениците. Постои навистина големо расположение за овој вид на програми и активности. Самите тие дури во училиштата само иницијативно спроведуваат одредени мировни активности, особено кога е Меѓународниот ден на мирот, 21 септември, организираат маршови на мирот, каде што ги повикуваат и останатите, испраќаат пораки за мир, ги повикуваат и останатите да почнат повеќе да размислуваат во насока на градење на мирот. Градење на мирот сватено во најширока смисла на зборот, односно
исто така и препознавање на насилството, директно и индиректно, значи системско, односно структурно насилство, кое што постои, сиромаштијата, неправдата, затоа што сето тоа се елементи кои што допринесуваат за да се оневозможи градењето на мирот. Така што и средношколците сами и често пати се иницијатори за да пренесат мировни пораки. Така, активизмот сами го поттикнуваат и го практикуваат секако со помош и поддршка од страна на нас возрастните. Така, значи веќе резултатите од проектот се видливи. Се надеваме дека ќе си продолжат еве како што споменавте и средношколците покрај со наставниците и сами да си воведуваат некои своји активности кои што се во насока на мировното образование. Така. Ние доставуваме простор тука и за другите проекти кои што ги работевте во детската амбасада Меѓаши, но претходно да ги погледнеме рекламите. Почитувани гледачи, останете со нас да го погледнеме блокот реклами, па се враќаме повторно во студиото.